Добар ден, започнуваме со првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Еве ги настаните на денот. Денеска се одбележува 3 мај, светскиот ден за слобода на медиумите. Денот се одбележува од 1993 година по препорака на Генералната конференција на УНЕСКО. Во Кочани утре ќе се спроведе екоакција со цел расчистување на отпадоци настанати од празнувањето на 1 мај. Апел за помош за 53 годишната Зумра Мустафова од село Црник, Пехчевско. Во светот денес се одбележува Светскиот ден на слободата на медиумите, а извршниот комитет на Меѓународната федерација на новинари одлучи глобалната тема оваа година да биде апсењето и затворањето на новинари. Одлука за одбележување на Светскиот ден на слободата на медиумите донесе Генералното собрание на Обединетите нации во 1993 година. Секоја година на 3 мај се одбележува Денот на слободата на медиумите, чија цел е да се упати повик за подобрување на фундаменталните права за слободата на изразување. Генералното собрание на Обединетите нации во 2003 година го прогласи 3 мај за Светски ден на медиумите. Со воспоставување на овој ден медиумите всушност се предупредуваа на тоа дека оваа слобода постојано е оневозможувана во земјите ширум светот. Текстовите се цензурирани, а новинарите, уредниците и издавачите се напаѓани, затворани и убивани. Според податоците на организацијата Репортери без граници, досега во текот на оваа година во светот се убиени 24 новинари, а 158 се уапсени. Од овде се поставува прашањето дали во Македонија има слобода на медиумите, а граѓаните со поделени мислења. Не, немат. Зошто? Како да кажам зошто? Па сите сме очевидци и гледаме дека немат. За медиумите нема слобода, медиумите се под притисок и медиумите се обоени партиски. Уопште медиумите немат цензура. Има. И тоа преголема слобода. Например? У слободниот печат се пишува се што. Инаку Македонија е во групата земји со делумна слобода на медиумите. Во светски рамки државата падна на 115-тото од вкупно 197 места. Македонија претходната година беше на 86-тото место на листата Freedom House. Пред Македонија се Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Бугарија, Косово, Србија и Хрватска. Апел за помош на 53 годишната Зумра Мустафова од село Црник, Пехчевско. Зумра боледува од тумор, а единствени средства и се социјалната парична помош од 1600 денари. 53 годишната Зумра Мустафова од село Црник, Пехчевско бара помош од надлежните институции за своето понатамошно лекување. Имено оваа жена веќе 5 години се бори со тежок тумор, а заедно со својот сопруг живеат само со парична социјална помош во вредност од 1600 денари. На Зумра и требаат пари за превоз до Скопје, за да може да ја прима својата хемотерапија на клиниката. Од никаде нема помош. Одна социјалка со 150 дарки. Забрчах му аптеката, имам 50 евра за лекарства, не ми дават веќе. Откаде? Те тоа е. За непокретната Зумра единствено се грижи низиниот сопатник, кој вели дека постојаната нега веќе 3 месеци има укината, а со овие минимални пари не може ниту да се хранат, а камоли да ги купува лековите. Болеста за тоа црниот дроп што е спаднало е доле и сега на тие женските гинеколошките работи таму извадено се и се па појавува 2 тумора плюс. И ходеше на хемотерапија 4 години редовно. А сега во тој момент неподвижна. Не мога да им да откарам никако. Ево, но не излази Јаковата е тука. Нуждата е дома. Ништо, само земахме лани нега, тие 5 години ништо друго не сме земали. А ова година зашто не земате нега? Зашто направихме документи, немаме одговор. Дали ќе ни дадат, дали нема да ни дадат. И сега бараме те постојаната да направихме жалба. Лично Джуне направи жалба.
Спротивме и чекаме одговор. Семејството Мустафови апелираат до општината да им помогнат за правото да земаат постојана нега и до сите добронамерни луѓе хуманоста да ја покажат на дело. Болката во ребетот е еден од најчистите здравствени проблеми кај луѓето. Доколку не ја сватиме оваа болка сериозно, тогаш таа може да потрае и да премине во поголем проблем. Болките и деформитетот на ребетот се јавуваат уште во мала детска возраст. Според физиотерапевтите, причините за појава на болки во ребетот е држењето на телото. Рабетниот столб е осков скелет на рабетниците кој се состои од раскавични или коскини пршлени. Кај човекот тој е изграден од 32 до 34 пршлени. Деформитетите кои настануваат во текот на развојот на телото под дејство на надворешни фактори кај децата главно се поврзани со промени во рабетниот столб. Причините за тоа се неправилното седење или држење на телото. Луѓе кои имаат промени во рабетниот столб се почесто се јавуваат за користење на ортопедски помагала. Луѓе со болки во рабетниот столб доаѓаат се почесто и почесто. Возраста е од најрани, значи од најмлади деца, да кажеме од 6 години, па до кај се постарите лица, до кај 70-80 години. Помагала има различни, значи има пластични, кои ги правиме по мерка, кои ги изработуваме, и има и готови производи кои се платнени, еластични, со разни појачувања кои го растаретуваат рабетниот столб. Кои помагала се најмногу барани? Па најмногу барани се скоро сите помагала. Најчесто е кај малите деца пластичните корсети, кои ги највише изработуваме и се најпрактични, значи за исправување во рабетниот столб. И покрај тоа што лекари и физиотерапевти наведуваат дека главни причини за деформитет и болки во рабетниот столб се држењето на телото, граѓаните сепак сметаат дека времето е причина поради која се јавуваат болки во рабетниот столб. Како? Те така нека боле, како иде делото, како ќе помине према времето тоа. Времето кога некој пат боле, некој пат престане. И што ќе пиеш? Што помагалат? Па влие, како не влие? Обавезно влие времето. Времето е најглавен фактор што влие врз работниот столб и се друго, реуматски заболувања. Како што расте и напредува технологијата, така се зголемува и бројот на интернет силеџи. Иако во Македонија нема доволно сознанија, истражувања и дебати на оваа тема, сепак неминовен е фактот дека ваквата девијантна појава постои и е широко распространета, како во светот, така и кај нас. Интернет силеџиството може да се случува 24 часа во текот на денот, 7 дена во неделата, дење или ноќе. Пораките и сликите може да бидат објавувани и дистрибуирани анонимно, брзо и до широка публика. При тоа, некогаш може да биде тешко или невозможно да се следи изворот од кој потекнуваат, а целосното отстранување на вознемирувачките содржини може да биде екстремно тешко, откако еднаш ќе се појават во јавноста. Како што расте и напредува технологијата, така се зголемува и бројот на ваквите девијантни појави. Секое агресивно однесување што некого повредува, злоупотребува и смејува се смета за силеџиство и е недозволиво, но доколку се случува преку интернет или мобилен, носи и дополнителни ризици. Секое несоодветно агресивно однесување кое што предизвикува исмејување или злоупотреба на личните податоци, како такво треба да се препознае нели како насилство и како таква појава е недозволива и треба да биде казнива. Значи силеџиите обично се луѓе кои што ставаат фотографии, туги фотографии, најчесто коментираат, ставаат нели несоодветни коментари, ги смејуваат другите без разлика и на тоа не размислувајќи дали ќе бидат повредени другите личности. Значи како такво треба да го препознаеме. Децата се најранлива група кога станува збор за ваков вид на силеџиство. Децата што се понижувани онлайн често се малтретирани и во живо. Дополнително, децата жртви на интернет силеџиството потешко успеваат да се справат и ослободат од ваквото однесување. Мерки кои што треба да се превземат најчесто во смисла да се заштитат децата како најранлива група, тука треба да се вклучат родителите и старателите, а може да се вклучат и наставниците да им дадат значи подобро предавање
како да се заштитат, да не ги оставаат своите лични податоци на секакви сајтови, значи да не се ставаат секакви слики, да се оградуваат од такви информации, се со цел да се заштитат себе си, да не бидат нивните податоци злоупотребени во иднина и од такви луѓе. Психолозите се согласни дека не постои еден единствен профил на интернет насилник, бидејќи карактеристиките варираат во зависност од видот на малтретирање. Има насилници што смислено преземаат дејства со намера да повредат и понижат. И двата облика, од немарност или со умисла, нанесуваат огромна штета и насилникот треба да биде казнет, објаснува за Канал Плюс Ајдарска. Иако во Македонија нема доволно сознанија, истражување и дебати на оваа тема, сепак неминовен е фактот дека ваквата девијантна појава постои кај нас, иако не се експонира доволно во јавноста. Лекарите и медицинскиот персонал во клиничката болница Штип се вратија до едукација од Љубљана. Со новите методи тие ќе ги лечат пациентите од истокот. Клиничката болница Штип за овие 2 години испрати 120 доктори, 5 сестри и поголем дел од медицинскиот персонал за доедукација во Словенија и Германија. Едукацијата во странство се одвива во рамки на еден од најзначајните проекти на Министерството за здравство, со што дополнително ќе се придонесе кон подигнувањето на квалитетот во јавните здравствени установи во државата. Бројката 2014 година се испратени посетувале семинари и конференции 107 доктори, 2015 година, значи до сега 38 доктори имат посетено семинари и конференции. Овде не застанува тој едукативен дел. Ние секој четврток одржуваме стручен колегиум. Секој стручен колегиум започнува со едукативен дел. Значи, предност даваме едукацијата да ја презентираат докторите кои се биле во странство. Значи, тие презентираат пред колегиумот за случувањата, за видувањата, за новите методи, за сето она што се имат едуцирано во странство, така да го запознават целиот колегиум со нивната посета. Меѓутоа, бенефитот е понатаму, затоа што тоа што се едуцирало се применува во нашата клиника. Покрај обуките за докторите, клиничката болница во предвид ги има и хонорарците. Ние во клиничката болница имавме над 70 лица ангажирани по законот на волонтерство. Од нив 48 имаат право да го променат статусот од волонтери во редовен работен однос. Процедурата е во тек, значи ние очекуваме наскоро да се даде одобрение од Министерството за финансии за да може да бидат примена првата група на волонтери. Инаку целта на овие обуки е учење на нови методи, кои дел од оделенијата во клиничката болница ќе ги применуваат на пациентите. Дел од вртените доктори веќе ги применуваат овие методи. Јас како лекар-педијатар бев распоредена и по моје барање и иницијатива на неонаталниот оддел, односно одделот за новороденчиња на педијатриското оделение, односно педијатриската клиника и на одделот за новороденчиња на акушерското оделение во клиничкиот центар Љубљана. Навистина, сите оние искуства кои од таму се понесуваат се импозантни и на нас како лекари многу ќе ни допринесат да бидеме во тек со најновите текови на медицината, а исто така најголем благодет од сето тоа ќе понесат секако нашите мали пациенти. Ние како педијатри инсистиравме на еден третман кај новороденчињата кои имаат отежнато дишење и кои имаат проблеми со дишењето веднаш после породувањето, со употреба на една, да речам, метода која точно одговара за нашето ниво на болница, а тоа е секундарното ниво на болница, тоа е спроведувањето на вентилација, односно на дишење со специјални маскички или канилки со зголемен притисок кој ќе им го олеснат дишењето на децата кои имаат тешкоти после породувањето. И тоа е метода која не е поврзана со многу ризици, која не бара, некоја голема едукација и која не е толку многу скапа и сметам дека ќе биде точно за нашето секундарно ниво на здравствена заштита, како што припаѓа нашата клиничка болница, дека е точно онај дел кој треба ние да го зачуваме и кој треба да го применуваме во нашето секојдневно работење. Годишно во клиничкиот центар во Љубљана ќе престојуваат од 120 до 180 лекари, сестри и друг медицински кадар. Исто така и професори и лекари од Словенија ќе доаѓаат и ќе вршат обуки и во земјава за воведување на нови методи и техники во нашето јавно здравство.
Делчевските гимназијалци доминираа како вокалисти и инструменталисти, додека учениците од основните и средните училишта од Малешевијата беа најдобри во категоријата хорови и оркестри одржани во Делчево. Хорови и оркестри од основните и средните училишта од Делчево, Македонска Каменица, Пехчево и Берово успешно се представија на регионалните смотри за хорови и оркестри, што се одржаа во спомендомот Аснов во Делчево. Учествуваат сите основни и средни училишта. Значи секоја школа ќе се представи со хор, оркестар. Од оваа година имаме вокални солисти, инструменталисти, така да програмата е доста интересна. Смотрите се отворени за целата јавност. Децата од музичките секции со своите професори пред стручната комисија ја покажаа работата и наученото на часовите по музичко образование. Ние сме од основното училиште Свети Климент Охридски. Ментор ни е Дејан Ѓоргиевски. Овде сме за да се надпреваруваме и да ги покажеме нашите знаења. Ние сме хор, училишен хор, кој број 20 ученици и се спремаме цела година за овој настап. Ванчо Китанов, Пехчево. Со хорот и оркестарот. Целта на смотрите, чиј покровител годинава беше Министерството за култура, е размена на искуства помеѓу професорите и покажување на талентот на најдобрите ученици по музичко. Овие регионални надпревари се одржуваат на 20 пунктови во нашата држава. Тие се во организација на Сдруженијето на музички педагози на Република Македонија. Целта да се согледа реализацијата по овие предмети, значи да се согледа сето оно што го работеле наставниците и сите тие резултати што ги постигнале учениците. Најдобрите хорови, најдобрите оркестри понатаму ќе продолжат на републичкиот надпревар кој ќе се одржи за оркестри 9 и 10 во Кавадарци, а за хорови 16 и 17. Според бодовната состојба во категоријата на хорови, првото место го освои Основното општинско училиште Свети Климент Охридски од Делчево и Основното училиште Ванчо Китанов од Пехчево. Во категоријата оркестри најдобри беа основните училишта Ванчо Китанов од Пехчево, Дедо Илјо Малешевски од Берово и гимназијата Ацо Русковски од Берово. Во категоријата на вокални солисти и инструменталисти доминираа средношколците од гимназијата Методи Митевски Брицо од Делчево. За најдобар вокалист е прогласена Сара Начовска, за најдобар инструменталист Ненад Цоневски, а Гран Прито за најдобар бенд повторно отиде во рацете на Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. По оваа информација, минути одвоени за вестите од светот и спортот. Бројот на жртвите од катастрофалниот земјотрес во Непал надмина над 7.000, а повредените се 14.000 лица. Помеѓу жртвите се и десетица странци. Се очекува нивниот број да расте, бидејќи се уште течат спасувачките операции, а многу луѓе се под урнатините на зградите. Најмалку 1400 имигранти од Либија биле спасени при операции на италијанските и француските власти. Бродовите на крайбрежната стража спасиле оддавање илјадници илегални имигранти кои патувале при вообичаени лоши услови на бродови на посредници. Италија спасила 1200 луѓе, а Франција 200. Сенародна радост ја зафати британската престолнина Лондон со веста дека принцот Хари и принцезата Кейт станаа родители на девојче. Возбудата настапи уште во првите секунди, кога кралскиот гласник ја објави веста пред болницата Сент Мери, а во исто време во дворецот Кенсингтон ја размножија до медиумите. Германската канцеларка Ангела Меркел на 10 мај ќе замине во Москва за да ми одаде почит на милионите убиени во текот на Втората светска војна. Меркел изјави дека и покрај несогласувањето со Русија, незината посета на Москва е многу важна. Меркел нема да присуствува на свеченоста, но наредниот ден ќе ја посети Москва и ќе разговара со рускиот председател Владимир Путин. Земјотрес со јачина од 5,7 степени по Рихтеровата скала ја погоди Јапонија. Епицентарот е регистриран на 185 км југоисточно од јапонскиот остров Иџу, соопшти Американскиот геофизички институт. Потресот бил на длабочина од 10 км. За сега нема информации за евентуални жртви или предизвикани материјални штети.
Со вчерашната победа на работнички со 3:1 против Силекс во плей-оф фазата, македонскиот фудбалски шампионат влегува во својата последна фаза. По регуларниот тек од првенството, во кој се одиграа 27 надпревари, од вчера екипите се делат во плей-оф и плей-аут. Денес во 17 часот ќе се одиграт и останатите мечеви од ова коло: Шкендија Ренова, Вардар Металург, Брегалница Тетекс и Хоризонт Турново Пелистер. Фудбалскиот клуб Брегалница денес на градскиот стадион во Штип ќе го пречека Тетекс во надпреварите од плей-аут фазата. Првиот надпревар е со Тетекс, екипа која што има одреден квалитет, кој што поседува одреден квалитет и која што, иако испадната игра многу растеретено, може да биде многу незгоден противник. Во последните одиграни 4 надпревари, Штипска Брегалница покажа голем успех и достигна плюс 7 бода. Младите генерации на фудбалскиот клуб Брегалница од Делчево во понеделник го играат надпреварот со Академија Апостолов Пандев од Штип, надпревар кој што требаше да се одигра за време на првомајските празници, но поради празнувањата се поместува за во понеделник. Од управата на клубот ги покануваат сите љубители на фудбалот да ги проследат младите таленти во походот кон нова победа и обезбедување на првата позиција во младинска. Поради празниците се одложува надпревар кој требаше да се одигра во сабота на 2 мај, надпреварот со екипата на Академија Апостолов Борче од Штип ќе се одигра во понеделник со почеток во 14:30 часот и од 2:30 почнуваат генерациите 2000-2001, значи во 3:30 15 за 4 генерација 2002-2003 и помали категории 2004, 5 и 6. Што е најбитно за нас, за генерација 2000-2001 е тоа што до сега личињата немаа пораз. Едино имаме одиграно надпревар исто со екипата што треба да се сретнеме во понеделник 1-1 во Штип. Инаку фудбалскиот клуб Брегалница од Делчево, како и нивниот противник Академија Апостолов Пандев, се надпреваруваат во рамки на детската лига за Кочанскиот регион, лига во која генерацијата на Брегалница, родена 2001 година, минатата година го освои првото место. Македонските ракометари вчера во Тулус го одржаа последниот тренинг пред одигрувањето на денешниот дуел со Франција во квалификациите за Европското првенство во ракомет. Капитенот на нашата репрезентација Кире Лазаров на првиот меч против актуелниот светски, европски и олимписки шампион одигра одлично и се очекува повторно тој да биде предводникот на уште една добра партија на нашиот тим во соочувањето со Франција. За разлика од порано, во средата навистина играме многу разновидно, не само во одбраната, туку и што е најважно во нападот. Ке пробаме повторно да одиграме еден квалитетен надпревар, владее одлична атмосфера во тимот. Посебно ми се допаѓа што ниту еден од играчите нема преголем респект кон противникот, изјави Лазаров. Надпреварот со Франција се игра денес од 17 часот. Ово беше се во дневникот во 16:30. Повеќе информации погледнете на нашиот веб портал kanalplus.mk. Имајте пријатно попладне.